Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, согласно препораките на владата и Министерството за здравство за преземените мерки за заштита на граѓаните од COVID-19, односно коронавирусот, општина Прилеп ги превземаш и ги превзема последните мерки и активности. Континуирано вршиме дезинфекција на сите градинки во нашиот град, на основните и средните училишта од нашиот град, во домот за стари лица и исто така сите улици и плочници во нашиот град во централното градско подрачје. Денеска и следните неколку денови продолжуваме со дезинфекција на сите влезови во нашиот град, пред болницата, пред здравствениот дом и Центарот за јавно здравје. Со полн капацитет функционираат и мобилните тимови во општината, кои на старите, болните и изнемоштени лица им помагаат при набавка на намирници, храна и лекови, кои се неопходни за нив. Од денеска за оваа намена ја ставаме во функција и зелената бесплатна линија, телефонска линија со број 080 00 210. Истовремено, од денеска во функција се ставаат дополнителни 3 нови тимови од здравствениот дом, кои ќе вршат домашна посета по потреба на нашите граѓани. Истовремено сакам да упатам благодарност до ОВАР Прилеп за нивниот придонес во справувањето на пандемијата на коронавирусот преку засилените контроли на автомобили кои што доаѓаат од другите околни општини. Сакам да ја информирам јавноста дека во овој момент ниту еден заболен од коронавирусот нема во нашата општина. А во овој момент во самоизолација се наоѓаат 76 лица на кои полицијата од Прилеп им врши секојдневна контрола. На 4 лица кои не се ги почитувале препораките од надлежните институции, поднесени им се кривични пријави. Затоа, повторно во оваа прилика, упатувам апел до сите наши сограѓани да ги почитуваат мерките и препораките од владата и Министерството за здравство, да не ги напуштаат своите домови, а граѓаните од најранливите категории ги охрабрувам да ја користат линијата, телефонската линија за помош на нашите тимови од општината. Во овој момент ја засилуваме и соработката на Општинската организација на Црвениот крст од нашиот град. А во оваа прилика сакам да упатам апел до сите наши компании од нашиот град, посебно оние кои што имаат поголем профит и воопшто што имаат профит, а знаеме дека има компании кои што освен што немаат профит, туку трпат и загуби, не за нив, меѓу за оние компании кои што имаат профит, посебно од компаниите кои што произведуваат и дистрибуираат храна и хранливи продукти, дезинфекциони средства и средства за хигиена и лекови, посебно тие компании да донираат средства или да донираат храна и тие да ги оставаат или да ги носат во Општинската организација на Црвениот крст, каде што ќе бидат дистрибуирани до потребните лица кои што се социјални случаеви или ранлива категорија на граѓани. Ја користам оваа прилика уште еднаш за нашите сограѓани и нашите компании и општествено одговорни лица, како што е Горан Илиевски, кој е до мене, кој што како одговорно општествена, како лична општествена одговорност, кој што има чувство за општествена одговорност, кој што ни се понуди да направи заштитни маски, кој што ќе ги донира за сите наши граѓани во нашата општина и сите наши институции. Одма да кажам дека денес тие маски ги донесе во општината. Денес има околу 1000 парчиња маски кои што ќе бидат распределени во текот на денот, а во наредните денови ќе се прават
дополнителни секој ден по неколку илјади маски и ќе бидат распределени према приоритети од страна на Црвениот крст или од општината како ќе има потреба. Мислам дека нема потреба да се јавуваат граѓаните што почесто и што поскоро да ги добиваат тие маски. Ќе има направено приоритети како што има потреба, така ќе бидат доделувани, да кажам дека тие се бесплатни и уште сега да упатам благодарност на Гифтитекс компанијата и сопственикот Горан Илиевски, заедно кои што со компанијата Кули и Fashion Link, кои што заеднички ги изработуваат овие маски и покажат вистинско чувство за општествена одговорност и уште еднаш упатувам благодарност за тоа. Исто така сакам да упатам благодарност на компанијата од Битола SMA Clean Service, кој што донираше средства бесплатни за нашата општина за дезинфекција на улиците, средства за дезинфекција на улиците и влезовите во нашиот град. Ова нека биде како поттик за сите оние компании кои што сакаат и кои што имаат можност да донираат било какви средства, дали се дезинфекциони средства, средства за исхрана или па средства за дезинфекција и истите да ги доставуваат до општинската организација на Црвениот крст. Ви благодарам. Сега дојде време кога има криза, но ги знам барем материјалите. Тоа беше и најпресудното нешто да ме натера да поднесам иницијатива претходно на социјалните мрежи, што за среќа, моја среќа, а и општа ми се чини, беше веднаш прочитана и телефоните едноставно почнаа да звонат и чекав едноставно да се јават само авторитетите. Најпрв беше, кој се јави, беше градоначалникот. Тоа и требаше, што беше проблем, зашто јас не може претходно да почнам да ги работам овие маски. За да произведиме маска, знаеме какво треба, знаеме кои материјалите се испитани веќе од производителот, немаме никаков проблем дали се тие токсични или не се, напротив. Го имат онај Екотекс сертификат, но нашите регулативи во нашата држава велат сосема нешто друго. Се треба да се испита тука кај нас. Тоа и го направивме заедно со градоначалникот другиот ден, затоа што веднаш беше закажан состанокот и веднаш се реагираше со цел да се скрати времето. Ние знаеме дека време може би има за сертифицирање, оние класични сертификати, но дали има време за коронавирусот да навлези во градот и да ни направи нови проблеми. Поради тоа, веднаш беше побарано мислење од Министерство за здравство, од самиот министер, од премиерот и сите влијателни личности кои можат да кажат своје мислење и за среќа беше потврдено дека ние можеме да почнеме со сите оние податоци јас кои ги дадов за материјалите и беше како последна и основна работа што ни овозможи да ги пуштиме во оптек тие самата стерилизација која веќе се врши во градската болница. Одзивот е прекрасен на луѓето кои работат таму и повторно и на големо благодарам до сио медицински персонал во нашава земја. Значи, сите оние лоши и негативни зборови треба да исчезнат за нашето здравство. Јас сум и онака благодарен на здравствените работници во Прилеп поради своји причини, но во секој случај и поради оваа ситуација најмногу. Црвениот крст веќе ги мобилизира своите волонтери, формирани се тимови, тимовите се подготвени и ќе вршат дистрибуција на храна, хигиена и лекови на семејствата кои се во самоизолација, а се во социјален ризик. Доколку имаме, значи, соодветен одговор од корпоративниот сектор, активноста која градоначалникот веќе ви кажа, значи во поддршка за храна, стоиме на располагање во соработка и со Центарот за социјални грижи, да се изврши дистрибуција и до најранливата категорија на социјални семејства. Во овој момент капацитетите за тие се многу слаби. Значи се што имаме залиха од храна, се за лицата кои се во самоизолација, ама во социјален ризик. Затоа е и апелот до корпоративниот сектор за да можеме да ја одговориме и на таа категорија на социјала.